пукна љубовта помеѓу градоначалничката Данила Арсовска и оние кои што ја донесоа победата, а тоа е партијата ВМРО-ДПМН. Што се крие зад овој конфликт? Пари, тендери, бизнис интереси или можеби смена на Мицковски? Кога ги фативме директорчињата на Мицковски со рачињата во медот, тогаш веќе јас како градоначалник не чинам. Во тоа време не зборуваше вака за мене. Зборуваше поинаку, но во ред. Зошто, како, кои, какви игри се играат, веројатно тупрева ќе дознаеме. Меѓутоа, еве ги трите сценарија кои што се најгласни во јавноста. Според едното, сето ова се случува затоа што се крчка смена на Мицковски од Белата палата. Мицковски во само една година се скара со двајца градоначалници, Стивче Кимовски од Карпош и Данила Арсовска. А дали Арсовска е скарана само со Мицковски или со ВМРО-ДПМН, еве што изјави таа неодамна. Нашите односи со ВМРО-ДПМН се одлични. Односите со поединци во ВМРО-ДПМН кои сакаат да терат лични интереси, можеби и да не се толку добри, изјави Арсовска. Се погласно интересно е што се погласно социјалните мрежи е и најавата за наводно враќање на Груевски во земјава и во Белата палата. Александар Диневски, еден од безбедносните служби од оние кои што во минатиот систем имаа конфликт, на Фејсбук објави интересен статус, велејки за 2 месеци најмногу Груевски легално и слободно ќе се врати во Македонија. Понатаму во коментарите и преписките со неколку адвокати, тој потенцира дека мисли на случајот што се наоѓа во Страсбург, а е поврзан со аболицијата на претседателот Иванов. Односно, тој верува дека Груевски по завршувањето на протестот во Страсбург ќе се врати слободно во земјава. А дали Арсовска е човек на Груевски? Еве што таа вели. Дали сте играч на Груевски, дали имате контакт со него? Немам контакт со никого и со ниту еден политички лидер, пранешен, сегашен, надвор од професионалното, односно на кој што го извршувам од аспект на градоначалник на градот Скопје. Ваше мислење за Груевски? Немам мислење. Според второто сценарио, само пари, тендери и бизнис интереси се во прашање. Во нормални земји ова ќе се решава по судови, ревизии, комисии и така натаму, но кај нас битката се води на Фејсбук во медиумите, а осамна и билборди низ градот Скопје кои што алудираат на оваа кавга помеѓу Мицковски и градоначалничката на град Скопје. Нема информации воопшто кој стои за овие билборди. ВМРО-ДПМН обвини дека СДСМ дала пари на Арсовска за оваа црна кампања, таа пак рече дека таа нема пари и нема мок да постави вакви билборди низ градот. И додека пресметката трае, вистинското прашање кое што треба да се постави е како сега ќе функционира Советот на град Скопје при оваа кавга и дали воопшто ќе функционира и ќе трпат ли скопјани. Данила Арсовска дефинитивно ќе има проблеми во Советот на град Скопје, односно ќе го нема мнозинството да ги продржи нејзините проекти, бидејќи мнозинството сепак е во рацете на ВМРО-ДПМН. Дали е на повидок нова коалиција или нова поддршка од страна на советниците на СДСМ на градоначалничката Арсовска? И досега сме биле опозиција и од сега ќе бидеме опозиција. Затоа каков е односот на градоначалничката кон нас, убаво рековте, сведоци сте вие. Јас не знам зошто е бурата од реакции кај мнозинството од ВМРО-ДПМН, кога таа и досега на ваков начин, мислам јас не почитувам таков начин на комуникација, таа и досега на таков начин се однесуваше кон нас. За личните работи, кој како се однесува, мислам не сум јас таа што треба да судам. Наша работа е да бидеме коректив на работењето на мнозинството и коректив на работењето на градоначалничката. А што ќе се случува доколку сепак се блокира работата на Советот на град Скопје? Ќе трпат сите проекти, ќе трпат граѓаните, доколку не се најде некое решение. А решение има, меѓутоа, само за Советот на град Скопје, кој што може да се распушти, но нема решение за градоначалничката. Еве што вели што ќе се случува професорот Борче Давидковски. Знаете ли што ќе биде? Например, кога ќе се усвојува завршната сметка, нема да гласаат ниту советниците на ВМРО-ДПМН, ниту на СДСМ, како во Тетово што беше случајот. И тоа ќе придонесе по сила на закон да се распушти Советот на град Скопје и да има нови избори. А таа како градоначалник ќе си ужива. Е тоа е за жал. Големи критики на сметка на Данила Арсовска за оваа една година додека е градоначалник на градот Скопје. Велат дека она што е карактеристично за неа во оваа година е што ги менуваше директорите кои што сама ги постави тоа како чорапи. Смени еден куп директори. Настрадаа директорот на Дрисла, директорот на Зоолошката градина, Водовод, градски паркинг, Лајка и уште еден куп други кадри за кои што кога беа поставувани и покрај тоа што Арсовска за нив говореше во суперлативи се велеше дека се кадар на ВМРО-ДПМН. А сега кога ги смени, велеше дека не извршиле работата, не биле транспарентни, за дел рече дека можеби има индиции за корупција и така натака.
Сега прашањето е дали ќе има одговорност воопшто за Данила Арсовска како што има одговорност за Советот или пак еве за овие директори. Сега како што вели законот, не. Никој не може да ја разреши во наредните 3 години. Професорот Борче Давидковски вели дека мора да се размисли како да има опција за разрешување од повикување и на градоначалникот. Има 20 години како зборувам. Еве точно во 2002 се донесе законот за локална самоуправа. Дека нема логика да можете да разрешите председател на држава, а некој градоначалник на Кукуречани, Новаци или која било општина да не може да го разрешите. И на крајот, ќе види ли јавноста воопшто разврска од оваа кавга? Кој тоа сакал да мести тендери, кој сакал да се офајди? Дали ќе чуеме конкретни имиња или пак ќе видиме разрешница на сите овие обвинувања или пак како и секогаш порано? Повторно, секое чудо за 3 дена, додека политичарите не седнат да се договорат.